Почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН е во опозиција и ВМРО-ДПМН е на власт се две различни партии. Она што за опозицијата, ДПМН до вчера беа криминални проекти во режија на владата на СДСМ, денес за владеачката ДПМН истите тие проекти имаат историска важност за Македонија. Таков беше случајот со изградбата на коридорите 8 и 10, исто како и договорот со Бехтел и ЕНК. Опозицијската ДПМН со инсинуации, лаги и клевети до недоглед ги обструираше сите проекти на владата на СДСМ кои имаа стратешка важност за нашата држава. Сепак, врв на лицемерието на Христијан Мицкоски и ДПМН е нивниот став кон договорот кој владата на СДСМ го склучи со компанијата Бехтел и ЕНК за изградба на автопати. Откако опозиционерот Мицкоски овој договор го прогласи за историски криминал, кој требало да биде поништен, оти бил спорен по сите основи, деновиве премиерот Мицкоски со неговата свита, без срам и перде, излезе да изврши увид на работите на автопатот Прилеп-Битола. Доследни во својата недоследност и хипокризија, лицемерите од ДПМН го величаа изведувачот на работите, додека пак изградбата на автопатот го прогласија за столб на економскиот развој на регионот. Во целата фарса своји улоги имаа и прилепските функционери на ДПМН, начело со градоначалникот Борче Јовчевски. Оние кои во 4 годишното владење за Прилеп потрошија над 100 милиони евра, а не успеа да ги закрпат ни дупките по улиците. Без око да им трепни, застанаа пред камерите да се сликаат китејки се со туѓо перје. Господа од ДПМН, колку и да се обидувате да ја извртите вистината, таа е една и од неа бегање нема. Факт е дека со потпишаниот договор со Бехтел и ЕНК, СДСМ го започна најголемиот инфраструктурен проект од осамостојувањето на Македонија. И тоа никој не може да го оспори. Автопатот Прилеп-Битола, како дел од тој проект, има витално значење за повеќе од 200.000 жители на Пелагониско-Преспанскиот регион. Во услови на тотална стагнација на економијата, растечка инфлација и катастрофална реализација на капиталните инвестиции, за само 26% за првата половина од 2025 година, економските експерти се едногласни во оценката дека единственото нешто што се движи во економијата е токму изградбата на 110 километри автопат од коридорите 8 и 10. Во таа насока ја охрабруваме актуелната влада да продолжи со реализација на сите инфраструктурни и други проекти започнати од владата на СДСМ, бидејќи тоа е од приоритетната важност за сите граѓани на нашата држава. Ви благодарам.